Заедно, но сепак една по друга. Најпрвен македонската делегација, потоа бугарската положи цвеќе пред гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје по повод 150 годишнината од раѓањето на револуционерот. Македонската предводена од Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска, бугарската од Министерката за надворешна политика Теодора Генчовска, која не сакаше да даде изјава за медиумите. Зошто бегате од македонската јавност, министерка? Настанот помина под силно полициско обезбедување и пристап само им се дозволи на новинарите, иако дел од комитите најдоа начин и со песна ја поздравија бугарската делегација. На група луѓе на кои не им беше дозволен пристап до црквата, ја блокираа улицата Димитрije Чуповски кај Рекорд. Предходно во црквата цвеќе положи председателот Стево Пендаровски, кој беше пречекан и испратен со извици на негодување. По него почит на Делчев одаде и владина делегација. Пендаровски пред музеот на ВМРО ДПМН изјави дека не знае дали формално постои одлука за заедничко чествување, бидејќи тоа би требало да биде една од надлежностите на историската комисија, но не гледа проблеми да не е така. Нема да пречи, значи тие разговарат во комисијата околу година и пол за Гоце Делчев за заемно прифатлива формулација. До сега немаат најдено заедничка прифатлива формулација, меѓутоа не гледам проблем да се чествува меѓувреме. Ниту политичарите ќе прејудицираат решение на историската комисија, ниту ова може да се третира како некако вид на притисок ајде побрзо најдете заедничка солуција или формулација. Мислам дека е чин на добра волја од двете страни да ги олабаеме малку тензиите кои за жал во последнава година дена се прилично високи во таа билатерала од познати причини поради бугарската блокада, и ова го гледам само во таа насока, некако чин кој ќе ја вжешти атмосферата и ќе ни одмогне да најдеме заедничка солуција, туку ќе ни помогне. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски исто така положи цвеќе пред гробот на Делчев и порача дека нема против тој да се слави од бугарска страна, но само како македонец. Па ако се слави 150 годишнината од раѓањето на големиот македонец и македонски син Ѓорги Делчев, немам против. Мицковски најави дека ВМРО ДПМН во собранието ќе поднесе декларација со цел да се затврсти темелот за ликот и делото на Делчев.